Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме заедно со вас и денеска во ова наше попладне ќе се обидеме да ви направиме еден убав специјалитет и да ви направиме една убава атмосфера. Кога ќе се чувствувате и вие пријатно, ние уште посрекни сме. Како велиме, взаемната среќа треба да ја споделуваме сите заедно. Да ги поздравиме сите нашинци ширум светот, сите оние кои што ја обожуваат оваа емисија и многу пати велам и оние кои што не разбираат, а ние сме им симпатични. Навистина ми е интересно во оние мешани бракови македонско-странски да ги наречам, кога едната лично седи до камерата, седи и другата и преведува, значи дома пред малите екрани. Значи навистина е тоа интересно и еве, од срце ве поздравувам сите бидејќи ми се обраќате на нашиот македонски јазик со преведувач од вашиот брачен партнер. Поздрав до сите вас. Да си ги поздравиме и нашите пријатели на емисијата, а тоа се пријателите ПК Беско. Доколку вие се одлучувате што треба да купите како сувомеснати производи, одберете си ПК Беско и нема да погрешите, затоа што ПК Беско е веќе бренд кој што е распознатлив по убавото и вкусно сувомесното производство. На нив им посакуваме пријатна работа, а на вас добар апетит, да си ги поздравиме и да им посакаме многу успешна работа. Знам дека со нетрпение очекувате кој ли денеска ќе готви со мене. Да знаете кој ќе готви со мене. Во 3 сезони едва и најдовме време да ни дојде нашиот гостин тука и да биде наш гостин. А тоа значи дека е многу баран, затоа што навистина секогаш е презафатен. А јас лично обожувам да го слушам бидејќи се вклучува во живо и ги пее убаво нашите македонски, но и другите песни на други јазици, затоа што навистина неговиот глас е феноменален, или се вели македонскиот Билбил. Така ли, македонскиот Славе. Нашиот Павле Витанов во нашата емисија ќе ни готви и пее. Добре ми дојде, Павле. Добро те најдојде. Редно беше да ми дојдеш колку ние договори правиме. Па празнично, па не, па секаде, се некаде си на терен. Еднаш ќе закажеме, по карактер никогаш не сакам да лажам. И дај Боже, еве, дојдовме па да направиме сега ова емисија и за вас и за гледачите. Како беше патувањето од Струмица до тука? Убаво е, убаво е. Одлично. Облачно е, ама се патува. Нема, чист е патот. Зима е, ние сакаме да ни биде се убаво. Повели од оваа страна. Денеска ќе ни направиш еден твој специјалитет. И јас се шегува, велам, сите додава вино, ракиче, по едно чашче. Ама до сега, освен оние пиварки, кои што ги правиме, ние благи. Жените благи колачи, никој не ни додал пиво во јадењето. Сега твојот рецепт е со пиво. Да, моето е пилешки прсти, како што ги велиме. Така. Пилешки стек во пиво, малку со брашнеце, со некои зачини. Така брзо и сладко. И сладко и убаво. И за пред телевизора, и за меза, и за ова, и за ја. Интересна работа е специјалитет кој што го сакаат и дечињата и возрастните. Нема кој не сака пилешко бело месо. Јас, бидејќи ти ќе работиш со месото, јас ќе те асистирам до печката. Ќе те замолам да си ги ставиш ракавиците, за тебе да ти бидат рацете полесни, да не се Штом работиме со месо. Ете така. Ќе го вклучиме шпоретот да ни се загрева тавчето, бидејќи треба да биде топло. Ете така, добро. И малку масло. И како си ти убаво расположен, според она што постојано ти го поставуваш на твоја Facebook профил? Па видете, јас со музика се бавам многу години. Тоа ми е единствена преокупација, животен стил, животен занает и дури кога беше јавил пандемијата, да ја спомнам, тогаш свирев од дома, тогаш кога бевме сите затворени.
И некој вели, Павле, што ракија, вика, испивме, вика, на твоите песни. А јас се шегувам, велам, абе, викам, немојте така, некој ќе ме обвини за алкохолизм. Вика. Не, со тоа си ја истерал короната, Павле. Велеа дека оној кој што пие ракија нема да фати корона, имаше и такви муабети во тоа време. Без оглед, нели, македонскиот народ сака да, не да се пијанчи, него една чаша ракија, винце да има во јадењето и да му биде и муабетот вкусен. Ајде, прво исецкај си ги тие пилешки прсти. Значи, прво... За да се отстраниш од ножот, а после ќе ни пееш. Така. Јас би го пресекал така диагонално прво. За овие што се конците внатре, мислам дека сите препораки велат се сечат и после ги правиме во вид на прсти. Не мора да се многу мали. Да мерам ли од моја? Па прсти, буквално. Да се пошегуваме малку, ако мериме, ќе направиме, ако мериме можеме да направиме и сеченица. Добро. Ке излезат крвави прсти. Крвави прсти. Павле, оваа љубов кон музиката, дарба ти е од Господ или имаш и гени? Како се вика? Па еве, така би рекол. Ете така. Кај мене и мајка ми пее на времето, пусто се родила после многу години, старите немале деца. Така. И таа пеела и ја слушнали од Радио Скопје, тогаш од Радио Скопје шетали низ така, оделе поедини луѓе. И барале, не ја пуштиле од дома, окей. А татко ми па, Бог да го прости, веќе не е меѓу нас, тој свиреше кларинет. Браво. И тој не запише и мене и брат ми на музичко училиште. Јас учев хармоника, брат ми кларинет. И пеењето и тој пееше прекрасно, значи да го слушнеш на отворено кого, нели, тогаш музиките немаше многу разгласи. Па и точно, само можело во државната телевизија да се снима на нивната технологија, а домашни не. Да. Сега знаеш што би рекол? Ова века кога ми е на даската да искористиме, да ги посолиме малку овие. Ајде. Примерно да ги посолиме. Рецептот е твој. Се што ќе кажеш, јас прифаќам. Ете така. И еве со златна лажица да си работиш, да знаеш. Емисијата ти е златна и се што има мора да е златно овде. Ти благодарам. Многу ти е гледана. Посебно мојата мајка многу сака да те гледа. Многу да ја поздравиме. Кој ќе дојде, ајде вика сега чекај, ќе почне Дракче, после ќе се чуваме добро. Многу пати така ме сретнуваат и на улица и ќе кажат, ама дома ние друго ништо не гледаме, не ни е дозволено. Добро, благодарам. Значи ми се допаѓа. Пример ќе дојдат соседката ќе вика, ајде седни сега да гледаме, ќе пиеме кафе и ќе гледаме Дракче. И ќе пишеме рецепт. Ете така. За тоа веќе друг. Слушај, го гледав овој рецептот, дај види, најди ми мастрав да го направам. Па така, па точно, сигурно веднаш да видиме што имаме дома и што ни недостига. Ова веќе не ни е потребно. Ете, види колку си ти педантен во таа работа. Сега рече да си ги малку ќе ги приспрепелкаме во брашно. Ти требале ова зашто? Ова ми е за попост. Добро, сега ти е за брашното. Малку брашница да ставиме, да ги поминеме за да не впиваат од маслото. Добро. Од ова ли? Да, од ова, секако. Сакаш ли лажичка? Еве ти, можеш и така. Еве ти си се сна. За да не се поросиш ти убаво, елегантно си ми дотеран. Секоја навака за да можат камерите да те следат. Може би за готвење не сум баш адекватно облечен, ама сепак. Имаме престилки. Емисијата ти е гледана од почит, мора да биде. Ако сакаш, имаме и престилки. Нема проблем. Тука и машки и женски престилки може да си подготват за да не ти го уништи местенивот. Мислам дека ќе е доволно ова. Мораме, Павле, навака. И другиот сат, за да не им пречиме на колегите. И тие си имаат обврски. Како ќе кажете. Ете така. Добро. Ова мислам дека убаво го поминавме. Добро. Првата етапа ни е супер. Добро се држиме. Одлично се држиме, нели? Слушај, јас си сакам дома да си готов. Ќе ни каже невестата после. Од оризник, од компирманџа, од граф. Ке ни каже со Дракче, ја ушлапавте работата. По струмички како се вика? По винички вика ја ушлапавте целосно. По струмички како вика? Ушлакате ја. Ушлакате. Ете така, по нашки малку да кажеме да се пошегуваме. Сега мора да направиме. Аха. Значи ова нека е тука да направиме ова смесата што ни е. Добро. Смесата ни треба
сега што велише за пиво, Те слушав рече ке месам, па си викам што ли ке меси сега, ќе чекај да оставиме видам. ова, па Белки ќе ни стигне. Добро. Малку ќе ставиме нишесте Добро. и прашок за пецило. Добро. Помалчко, да Тоа не е за да бидат вака, Пухкави нели, малку, ете пухкави. така, да ни бидат и мекечки. И убави, добро. И малку ќе исцкам од зелениот дел од кромидот. Даската си ја повлече. О, да. Да, заборавивме, Даската си ја простете. повлече. Ајде, ете така. Добро, Таман ова и ќе го ништо фрлевме. страшно, ништо страшно. Одлично. На пример, мажите сакаат да готват, ама потоа жените треба 3 дена да чистат. Ти се случува ли и тебе така дома? Те караат ли како јас што го карам моето Не ме рибе? караат, ама чистат. Чистат по мене. Реално би бил, Леле, нема да ми- лажи. Што викам, што се си ми изнаправил, подобро ќе готвев и 3 дена. Добро. Па такви сме жените, што да правиме? Добро. Нема да е интересно, ако не значи, се- додадовме брашно, пecivo, ни шесте. Така, ставиме и некој зачин сега. Добро, кажувај. Сув зачин може малку. Можеш сув зачин, Може. повели. Ете, вака. Добро. Биберче сигурно. Сол може да ставиме и може не, бидејќи веќе ги посоливме Да. го стекот, па да не биде пресолено многу. А и самиот Да, сув може би е зачин солен, да. додава. Малку црн пипер ќе ставиме. Еве ти. така. Се е тука под контрола. Добро. Мислам дека е доволно. Доволно. Овие нека се за аранжман после. И сега ќе ставиме пиво. Тоа беше зачинот, најглавниот да. зачин. Ајде да видиме. Поентата ми е да го направиме ова од прилика некоја густина, како за палачинка нешто. Кашесто, кашесто, да. добро, да не е водено. Добро, помалку ќе додаваш, за да не ни се... Да не го истуриме. Добро. Ако да не се брзаме, имаме време и се Па и чекам... пржењето ќе ни однесе време. Ако, ама ти треба и да пееш, не знаеш дека тука Ќе јас барам пееме, тавчето ќе да ми пееме. се радува, како дома што си пееш ти постојано. Не ти е потребно да ти Се смејам кажам. многу пати, некој вика Павле ќе испееш некоја песна, викам. Јас... Немам проблем. Не ме тере нешто физичко сега да работиме. заради... Добро, Не оти не ме бива, ама добро. за пеење никогаш не откажам. Инаку зима е, да беше пролет или лето, па ќе ти кажат, ајде закрој некоја овошка, некоја ограда. Сега кроеја. Ете, така ќе биде малку. Иначе, се другото е, нели, малку стагнирано во однос на периодов. Добро. Одлично. Па ќе ни треба пивце, гледам, само нема да претераме. Па да не ни биде и многу густо, ама па и да не ни биде многу ретко. Мислам дека одиме кон вистинското. Одлично, одлично. Одлично. Бидува. Ќе ме биде. Да, Ептен, гледам На јас. толку години веќе мора да Ова биде. учам од тебе сега овој рецепт. Инаку јас малку на поинаков начин ги правам, но еве од тебе го учам сега рецептот. Баш ме радува да учам и јас. И ова да го повлечем. Има малку суво лукче. Суво лукче не ми побара. Предходно да најдевме тука некаде сигурно во фрижидерите. Имаме, но... Нема гајле, нема. Тоа може и не мора. Добро. Може и не мора. Тоа е за Извини, шефе, од вкус. предвремено не си кажал. Да, нема гајле. Да. Не, ова е мускатно оревче, не. Да не Би ставил, погрешиме во веќе однос пред крај, ама на би ставил уште зачините. малку. Веќе одиме. Треба да губам Идеално да време ни стане. барајќи лук во прав. Добро. Ова се загрева. Веќе се прекрасно. загрева, да. И тебе ќе те поставам овде. Супер. Браво. Мислам дека нема потреба да ставам веќе И пиво. ќе ти дадам една чиста чинија, за да тие што ги пржиш, ги веднаш вадиш во ова, потоа ќе ги сервираме во друга. Повели од оваа страна, а јас веќе ќе дојдам тука. Сега Можеш, да не можеш извалкаме, вака. тоа ми е малку. И да извалкаш ќе се избриша. Не се овде стави си. Аха. Да не ти ги закачи. Еве и лажичката. Вака можеш да ги промешаш заеднички и да ги вадиш со вилушка. Ете така. Одлично. 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 Добро е. Мислам дека ќе е Ќе прекрасно. биде добро. Па би требало. Па би требало да биде добро. Убаво си стои ова
убаво треба да впијат за да ни бидат добро. Не те запрашав Сенфот медот зошто ти Тие ќе ни се после како прилог. За прилог ги подготвуваш, добро. Или како викаме за макало. Добро, добро. Сега може да си поминеме раците. Ти можеш да си ги извадиш ракавиците веќе слободно и ќе ги вадиме со вилучка. Колеги, јас сакам додека Павле еве си ги мие раците, да ги поздравам еве сите наши пријатели кои што не гледаат во Струмица и Струмичко, бидејќи од таму ни доаѓа. Павле, неговата сопруга родом е Битолчанка, но тој вели успешно си го говори јазикот на струмички, што така неа ни забележува дека не е од Струмица. Значи поздрав до регионот во Струмица, од каде што потекнува нашиот Павле Витанов. Така. Сега ќе ни пуштат и песна. А ти можеш да си сипнуваш, да си ги местиш за пражење. Бре, уловај. Убави ни не. Srca pogovi, se što reče neka peče kako spomeni, pukni pesno novi vrati otvori, da se pesna site naši godini, sonce to za nas izgreva, nema sreća da mi dosadi, srca pogovi, se što reče neka peče kako spomeni, pukni pesno novi vrati otvori, da se pesna site naši godini, sonce to za nas izgreva, nema sreća da mi dosadi, ljubov naš uspeva, koga Gospod keja posadi. Srca pogovi, se što reče neka peče kako spomeni, pukni pesno novi vrati otvori, da se pesna site naši godini, sonce to za nas izgreva, nema sreća da mi dosadi, ljubov
песно. Пукни песно и не се давај. И не се даве, тоа Нема. значи дека пеј додека можеш. Нели? Ами сите да пеат така. така. Сите мои колеги. Ова песна е отпеа на Охрид фест. Да. И навистина убаво звучи и јас веднаш ти реков, Павле, ова песна ти е убава. Да, ова е на Огне Неделковски и Цане Петров. Браво. И тимот заслужува Да, пофалници. да, супер се мога. Добро. Не сакаш, јас ти реков покрцкави, но ти викаш ки ги пресушиме, Да не драгче. ги пресушиме. Ајде, по Нека твое, си биде. нека биде. Некогаш па и препржувањето, Добро. ќе ги Одлично. ептен им го Ајде, па и суви не се сладки. додека ги поставуваш следните, јас... Може би малку. Може би требаше на салфетка да ги ставиме, мај. Ако во ред Бидна нека работа. бидат така. Ајде. Малку маслунце. Уште, еве ти го пред тебе. Ке ни треба. Добро, додај си. Додека ги подготвуваме да ги пржиме и следните, сакам да те запрашам што се подготвува во твојата музичка кујна. Имаш ли нови песни? Ново Моментално нешто? моментално не, во преговори сум. Сакам некој пример. Моментално кујната музичка се реновира. Да, Добро. ти го одбра најадекватниот Ете збор. така. Добро. Да. Значи, за да се продолжи понатаму, треба да се заврши реновирањето. Така е. Одлично. И на музичарите им е потребно и одмор, и вистински избор, и затоа имаш право. Добро. Еве, сега тие ќе се пржат. Ставиме. Доволно уште едно. Да. Добро. Имаме простор. Јас ќе внимавам на нив. Ова ќе го повлечеме за погаснење на калерите. Можеме да ги допржиме. Да. А ти ќе си дојдеш за да си го подготвиш макалото. Ете така, и да ни пееш, се разбира, Во живо повторно. ли треба нешто испева? Ако сакаш, еве, имаш можности да не... Може, не ми е проблем. За камерманите една, ајде да видиме која ќе ја ама сега ли? отпееш. Веднаш да го отпее Ама- нешто. Ајде сонце зајде меѓу две планини на немори. Ајде сонце зајде меѓу две планини. Браво! Да ти се позлати грлото, а они два ја чекаа оваа песна. Сонце да зајде дома да си одат многу работа. Браво, Павле. Ова ти звонеше гласот на песна. Ти благодарам. Браво, одлично. Ќе додадам уште масленце овде. А јас барам од режијата да ни пушти втората песна, со која што Павле таму ќе ни отпее, а потоа ќе го подготви и она што... песната. Сношти мина, крај рајската градина, там си најдов, до два ѓулат сафанати. Там си најдов, до два ѓулат сафанати. Не ми
Браво. Јас ти кажа дека ти ова песна ја имаш, ама на еден посебен, специфичен начин отпеано, вистински како што е отпеана на времето. И ти честитам за ова. Анка Гиева, ја мислам дека е првата верзија. Мојата драга пријателка Анка Гиева, потоа кумата Петранка Костадинова. Да. Така да тоа се пеачи, грла, препознатливи и ненадпеани. А ние го бараме рецептот на денот за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт кој што го подготвува нашиот Павле Витанов. Ајде да видиме. Пилешко во пиво, 2 парчиња пилешки стек, 200 мл пиво, 200 грама брашно, 1 лажиче ни 6, 1 пакетче прашок за пециво, 1 лимон, 2 лажици сенф, 2 лажици мед, масло, сол, бибер и други зачини по избор и за декорирање 2 до 3 млади крумитчиња и 3 до 4 шери домати. Ете, сето тоа нам ни беше потребно. Прстите тука полека, едни ги направивме како палци, едни како показалци, но без да ги има сите на број. Не ги има сите, Павле, да да знаеш. Ајде да видам како го правиш сега ова твоево макало. Сега би исцедил Еве ти. лимонче. Да би исцедил пола овие, не мора да е целото. Добро. И песната, колеги, може да си оди песната на Павле додека си работи тој. Kostadine sine, dničok na majka. Kostadine sine, dničok na majka. Kostadin si majka, često raspitova. Kostadin si majka, često raspitova. Stara male, moja stara male, ojle stara male, moja stara male, da i da male, popirim planina, da i da male, popirim planina. Puška malih hera i čifte pištovi. Planina je polna sa spusi. Браво, како вика, не ми оди сине, планина е полна со пушки, берданки. Пуси, значи некои се скриени места, и ќе го убијат. Се скриени значи, седи си во сине. засада ќе доа тоа некој. Ете така. Но убава песна, Павле ни отпеа и ова е убава песна.
Беше прекрасен, што да ти кажам. Палци показалци, како и да е, направивме убав рецепт. Јадењето Не. за око може би и така, ама верувам дека е многу сладко. Па штом се крше, значи е превкусно. Да, значи веќе е ровто сварено, гледам. направено, Да, испржено, инаку немаше да ни биде како што треба. Чекај, јас имам подарок за тебе. Од нашите пријатели од Пекабеско, дома да си направите нешто што за вас ќе ви одговара. Прекрасно, И да ти заблагодарам што беше стварно прекрасен гостин и убава песна ни направи овде. За мене беше чест за мерак. и за вашите гледачи. Многу ти благодарам за поканата. Може би се развлече, ама сепак гледав да го исполнам што го ветив. Ке имаме време, ке ни дојдеш пак. Ете Да, така, може. со твоето Тука бисерно грло во живо можеш да пееш до утре, немаме Благодарам. гајле. Ете, тука сме пред самиот крај, драги наши пријатели на ова наше другарување. На Павле ќе му направам чај по завршувањето на емисијата, кога ќе ги вкусиме овие убави пилешки прсти. Се надевам дека ви бевме интересни, а знам дека песната допре до вас. Затоа бидете ми здрави, живи, среќни и весели. Ве сакам!